Со презентирањето на днешнава изложба, почитувани, која е во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, се подсетуваме и оддаваме огромна чест и почит кон животот и делото на нашиот творец на волшебни дела, грандиозниот ликовен уметник Глигор Чемерски, по повод 5 години од неговата смрт. Роден е во Кавадарци на 9.3.1940 година, а почина на 2.4.2016. Чемерски е несомнено нашиот најобразован творец, сестрен уметник, еден од ретките кои имаат способноста низ пишаниот збор да ја изразуваат својата ликовна поетика. Тој успева на сите полиња, во графиката, сликарството, мозаикот. Автор е на монументални слики, мозаични композиции, кои израчат и пленат со изворна мог, со уметнички гениален израз. До крајот на својот век, животен век, има реализирано околу 40 самостојни изложби во земјава и странство. Добитник е на важни награди и признанија и еден од уметниците кој го одбележа македонското модерно сликарство. Беше член на МАНУ и почесен член на Руската академија за наука и уметност. И во рамките на изложбата е преточен само еден мал сегмент од неговата досегашна ризница на разнолико уметничко творештво. Експонираните маслени и акрилни платна и графиките се сублимат од уметнички творби од збирката на ликовни дела на нашата организација, локалниот музеј галерија, и од приватните колекционери и јавни институции од нашиот град. И тоа Петар Камчев, Зоран Јосифов, библиотека Феткин, за што укажувам срдечна благодарност. Изложбата офаќа и неколку плакатни решенија со презентација на најзначајните монументални мозаични композиции со кои располагаме, предадени преку објективот на Тони Коцев, фотограф од Кавадарци. Чемерски, покрај тоа што е еден од најзначајните современи македонски сликари, тој е автор на едни од најмонументалните и најубави мозаици ширум нашата земја. Во Скопје, Кавадарци, Вруток и неговото грандиозно дело мозаикот на споменикот на слободата во Кочани, кој е распослан на 330 метри квадратни. Мозаикот на Чемерски е комплементарен со неговото сликарство. Во него тој ја држи заедно неолитска, античка и словенска Македонија со помош на символите и артефактите од различни времиња и со колоритот на византиското сликарство испреплетено со модерниот експресионистички дух. Мотивите во неговите мозаици се вистинска синтеза на уметноста, од сатирите во Стоби, преку светите Кирил и Методи, па се до идеалниот човек на Витруви, нацртан од Леонардо, и сето тоа врамено во идеалните геометриски тела, кругот и квадратот. Повторувањето на мотивите, нивното призрачно шетање од дело во дело е битна карактеристика на уметноста на Чемерски. Тој е во постојана потрага по хармонијата и по смислата на таа хармонија. Чемерски е уметник со исклучителна сила, а во исто време и уметнички еродит, вистински мајстор на интервенцијата во просторот и во природата, која далеку ги надминува границите на нашиот културен простор. Поврзувајќи ги корените на почвата и традицијата, осовременувајќи го ликовното наследство од минатото, Глигор Чемерски создаде уметност која зазема истакнато место во пантеонот на вредностите на македонската култура. На крај дозволете ми да го цитирам големиот Чемерски. Каде и да одам со мене, го носам сонцето од Македонија. Чемерски е сликар за често представување можеби и нема потреба многу зборови. Зошто? Затоа што самото вродено чувство за убавина, однапред на секој посетител на оваа изложба, дури и после еден брз поглед, ќе му го потврди она што не може лесно да се искаже со зборови. Но сепак нешто мора, а и треба да се каже, затоа што вакви изложби не се поставуваат секој ден, па и секоја година. Чемерски е сликар, графичар, мозаичар, есеист, реализатор на неколку театарски представи. Но неговата суштествена вокација е без сомнение сликарството. Тој е бард на современото македонско сликарство и еден од најпредставуваните македонски академски сликари низ светските галерии.
Сликите на Глигор Чемерски се застапени во Музеот на современа уметност во Скопје, во Даут Пашиниот Аман, во Универзитетската библиотека Климент Охридски, во колекцијата на Ману, во Музеот на Македонија, во Уметничката галерија во Штип, во Музеот на современи уметности во Белград, Музеот на уметности во Фетфил во Соединетите Американски држави, во колекцијата на Ватикан, како и во многобројни приватни колекционерски збирки во Кавадарци, Скопје, Париз, Амстердам, Стокхолм, Рим, Њујорк и секако на наше огромно задоволство во нашиот музеј. Неговиот стил е инспириран од експресионизмот и иконите на православието. Сликар со силен гест, полн со елан, со молњи, со грмотевици. Со углед на класик и со репутација на македонски, но и на париски сликар, Чемерски ревносно и со огромно количество страст му го отстапи својот живот на сликарството. Како едно од водечките сликарски имења на Југоисточна Европа, тој го стави својот личен влог, сил свој талент и фанатично пределба за создавање на дела со јасен личен печат, покажувајќи го својот персоналитет и силната индивидуа, својот пат и своите пораки. Во таа пределба, покрај талентот, Чемерски имаше и други предности, завидна и широка култура и уште поширок увид во историјата на уметноста, а силата ја црпеше од својата родна Македонија во непосреден допир со природата, со фолклорот, со македонската почва. Морам да споменам сепак дека својата богата ерудиција од областа на историјата на уметноста и од историјата на цивилизациите воопшто, Чемерски ја изразил во низа есеистички текстови, во кои текстови е забележлива моќта на синтеза од знаење од повеќе области. Па од тука, несомнено и со право, можеме да кажеме дека тој е еден од нашите најобразувани ликовни творци и еден од ретките кои што ја има способноста низ пишуваниот збор да израза својата ликовна поетика. Најпознат есеистички текст е неговата Жива Византија и се смета за уметник што ја создаде Живата Византија во Македонија и тоа и преку неговите ликовни дела, подобро кажано преку македонската варијанта на византиското сликарство. Тој имал желба во незините вкочанети ликовни догми да внесе едно ново раздвижување, па така на тематските целини од зидовите на Света Софија Охридска, на Курбиново и на Нерези, тој им го позајмува својот трескавичен немир и својата склоност кон една убавина што не се плаши од жестокост. Најпосле, да ве оставам сами пред овие волшебства од бои и облици, пред овие восхитувачки, грандиозни, импозантни ликови, како што беше и ликот на самиот и големиот Глигор Чемерски.